Во продолжение на програмата следуваат вестите на Канал 8. Во рамки на меѓународната соработка на работна средба во општина Кочани присуствуваа представници од германската фондација Фридрих Еберт. На состанокот е разговарано за унапредување на соработката, особено во добивањето поддршка во областа на културата. Представници на Фридрих Еберт Штифтунг, предводени од Ева Елерайт, директорка на фондацијата во Македонија, пристигуваа во работна посета на општина Кочани. При тоа се сретнаа со градоначалникот Никол Чојлиев, кој ги запознал со состојбата во која работи локалната самоуправа. На средбата е разговарано и за можностите заеднички да се определат областите во кои ќе се унапредува понатамошната соработка. Едно од полињата на кои може да се очекува поддршка од германската фондација е културата. Најнепосредна активност во врска со тоа ќе биде вклучувањето во Freedom Music Festival, што ќе се одржи на 17 и 18 август на споменикот на Слободата, а со поддршка од општина Кочани, соопштија по средбата представниците на Фридрих Еберт. Според градоначалникот Илиев, се планира во иднина да се организираат заеднички културни настани, во кои фокусот ќе се насочи кон учеството на младите во процесот на демократизацијата. Исто така ќе бидат реализирани и настани со кои ќе се зајакнува граѓанското општество на локално ниво, како и поддршката на граѓанската иницијатива. Локалната самоуправа на Кочани е во групата на просечно транспарентни институции според достапноста до информациите од јавен карактер што се од интерес за граѓаните. Истражувањето на Центарот за економски анализи покажало дека општината е на 17-то место меѓу локалните самоуправи во државата и на второ во источниот регион според нивото на активна транспарентност. Со 58,2% општина Кочани се наоѓа во рангот на просечните институции според индексот на активна транспарентност за 2018 година. Тоа е резултат од истражувањето што го спроведува Центарот за граѓански комуникации во соработка со Цивилика Мобилитас. На листата на која се наоѓаат 97 институции, на која покрај општините се и владата и министерствата, Кочани оваа година се наоѓа на 30-то место. Во споредба со општините пак е на 17-то место, а втора општина на листата во источниот регион. Активната транспарентност подразбира објавување информации на сопствена иницијатива, и тоа за регулативата и одлуките на властите, односно правата на граѓаните да бидат информирани за нивните права и обврски во општеството. Исто така овде се вклучени и информациите што им се потребни на граѓаните за да бараат одговорност од властите, да можат да учествуваат во процесот на донесување одлуки и да пристапуваат до услугите што ги нудат јавните институции. Во 2018 година општина Кочани ја подобри комуникацијата преку социјалните мрежи, посебно во делот на објавување на огласите за јавни набавки и на склучените договори по спроведените постапки за јавни набавки. Исто така воведе и директен пренос на седниците на Советот. Сепак, актуелната веб страница не содржи алатка пријави проблем, нешто што ја намалува можноста на граѓаните за брза и ефикасна комуникација со единицата на локална самоуправа. Генерална е забелешката во истражувањето дека најслабо активно е објавувањето на информација од областа на буџетската и фискалната транспарентност, каде што од можни 100% општините исполнуваат само 25%. За да се подобри активната транспарентност, заедницата на единиците на локална самоуправа со обуки ја активира мрежата на лица за односи со јавноста, кои треба да добијат знаење и насоки како да се постигнат подобри резултати. Со домакинско и економично работење, општина Виница за само 8 месеци го намалила основниот долг од буџетот за 1/3. Намалувањето на задолженоста останува еден од приоритетите на новата локална власт, која во меѓувреме обезбедила и нови средства за инвестиции од над 200 милиони денари. Долговите од основниот буџет на општина Виница се намалени за 1/4, со што е подмирен поголем дел од обврските кон доверителите што се создавале во изминатите години. Во отчетот за работењето на локалната власт во изминатите 8 месеци, што градоначалникот на Виница Ивица Димитров го презентираше на неодамнешната свечена седница на Советот, рече дека преземените мерки за економичност во работењето за краток период дале позитивни резултати. Поддршка за тоа е добиена и од општинскиот совет. Наследивме буџет на општина Виница со вкупен долг од 96,7 милиони денари, каде што основниот долг беше 40 милиони денари, моментално го намаливме за 10 милиони денари, додека вкупниот долг е намален за 15 милиони денари. Што значи дека се трудиме да работиме домакински и одговорно. Пред се морам да кажам
Тоа е со помош на вас, советниците, меѓутоа, доколку работиме сите домакински, се надевам дека долгот во изминатите години ќе се намали што е можно помалку. Морам да истакнам дека за овој период од 8 месеци, општина Виница, сите заедно, јас како градоначелник, вие како советници, обезбедивме средства некаде околу 203 милиони денари. Градоначалникот Димитров истакна дека во периодот додека новата локална власт управува со општината, најзначајни вложувања се направени за реконструкција и доизградба на водоводната и канализацијската мрежа, за проширување на филтер станицата за вода, како и за изградба на улици во градот и во населените места. Кофинансирање со средства од општинскиот буџет е обезбедено за изградба на новата училишна спортска сала, за стипендирање на 22 студенти, како и за поддршка на потребите во социјалната заштита и во културата. Намалувањето на заложеноста на општината според него е главен приоритет во работењето, па според досегашната динамика може да се очекува од основниот долг ќе се расчисти во наредниот едногодишен период. 40-годишен кочанец е повреден во сообраќајната несреќа што се случила во четвртокот попладне. Управувајќи скутер, изгубил контрола и се превртел на коловозот, поради што се здобил со тешки телесни повреди и завршил во болница. Покрај зачестените полициски контроли и предупредувања што надлежните органи ги издаваат до граѓаните, сепак почитувањето на сообраќајните правила и прописи очигледно изостанува. Доказ за ова се зачестените сообраќајни незгоди кои во последен период се почесто се случуваат. Една од нив е и сообраќајната несреќа која се случила во четвртокот на улицата Славчо Стоименски во Кочани. Од полицијата информираат дека 40-годишниот кочанчанец Д.И. управувајќи скутер се преврател на коловозот, со што се здобил со тешки телесни повреди. Лекари од итната медицинска помош Кочани му укажале помош на повредениот, но поради сериозноста на повредите истиот е препратен во клиничката болница во Штип на понатамошно лекување. На местото на настанот увид извршила увидна екипа од полициската станица Кочани, која треба да го даде одговорот за причините за оваа сообраќајна несреќа. Како причини за овој вид несреќи најчесто се наведуваат непочитувањето на поставената сообраќајна сигнализација, управувањето на нерегистрирани и технички неисправни возила, но и управувањето на возила без возачка дозвола. Поради ова, од полицијата апелираат учесниците во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи со цел поголема безбедност во сообраќајот на сите учесници. Полицијата и во следниот период ќе продолжи со своите акцијски контроли со цел безбедно и непречено одвивање на сообраќајот. Средното општинско училиште Гошо Викентиев го објави тендерот за избор на фирма што ќе го врши превозот на учениците во престојната учебна година. За покривање на трошоците за оваа намена, предвидено е да се потрошат 30% помалку пари во споредба со лани. Осетно намалување на трошоците за превоз на учениците во Средното општинско училиште Гошо Викентиев е направено со новиот начин на пресметка на услугата, што ја предложи општина Кочани. Според проценките, за престојната учебна година ќе се потрошат близу 8 милиони денари, што е за околу 30% помалку во споредба со претходната година. Веќе е објавен јавниот повик за тендерската постапка за избор на фирма, што ќе го врши бесплатниот линиски превоз на учениците, а рокот за пријавување на заинтересираните е до 1 август. Со распишаниот тендер треба да се обезбеди превоз за околу 500 ученици, од кои околу 200 ќе користат бесплатен градски превоз, затоа што живеат на оддалеченост поголема од 2,5 километри од училиштето. Останатите ученици се од селските населби во нашата и од соседните општини во регионот. Исто така, превозникот што ќе го извршува градскиот превоз над 2,5 километри е должен да обезбеди и транспорт за десетина ученици од соседните општини Штип, Пробиштип, Делчево и Берово со рефундирање на цената на автобускиот билет, при што ќе можат да се користат максимум 4 билети месечно за одење и враќање од местото на живење. Во тендерската спецификација планирани се 15 различни релации за кои услугата за превоз може да ја обезбеди една или повеќе фирми. Слично како и минатата година, поради обемноста на постапката и бројот на учениците кои треба да бидат опфатени со превозот во општина Кочани, ќе се објават две различни тендерски постапки, од кои едната се однесува на Гошо Викентиев, а другата на Средното општинско училиште Љупчо Сантов и основните училишта. На заинтересираните понудувачи им е оставен доволен рок за учество на тендерот и евентуални жалби во врска со постапката.
Тоа значи дека ако некоја од фирмите што ќе се пријават нема забелешки на процедурата, најдоцна до втората половина од август треба да биде познато кој ќе ја преземе услугата за превоз на учениците во Средното општинско училиште Гошо Викентиев. Детското игралиште кај зградите кај поранешен Атом е завршено и подготвено за употреба. Во меѓувреме се работи на поставување на заштитната ограда на детскиот парк кај Калиманова глава, но и на подготовка на проект за ново детско капче на улицата 1 мај во Белското Мало. Детското игралиште кај зградите на поранешен Атом е завршено и подготвено за употреба. Екипи на комуналното јавно предпријатие Водовод деновиве интензивно работеа за да ги оспособат реквизитите за користење, со што децата на овој дел од градот ќе имаат ново место за забава и рекреација. Реквизитите што се поставени во новото паркче всушност се истите што се користеа на детското игралиште кај паркот на Револуцијата во Кочани. Сега се реставрирани и обновени и во следниот период ќе им служат на децата во овој дел на градот. Со донација на Антура МК во паркот на Револуцијата се поставени нови реквизити. Исто така се работи на поставување на заштитна ограда и на детското игралиште во населбата Калиманова глава, со која ќе се спречи непрописното паркирање на возилата во паркот, но и ќе се зголеми безбедноста на посетителите на ова детско катче. Воедно на барање на жителите од Белското Мало, на улицата 1 мај се подготвува проект за изградба на детско игралиште на површина од 88 метри квадратни и парковско уредување на површина од 430 метри квадратни. Ќе бидат поставени забавни реквизити и останата опрема, а воедно просторот околу паркот хортикултурно ќе биде уреден. На оваа локација до пред некое време имаше парк со борова шума, а со овој проект истиот ќе биде обновен. Во Виница започнаа подготовките за организирање на планинската трка Чупино трейл, која за прв пат ќе се организира на падините на Плачковица. Учесниците ќе имаат можност да се надпреваруваат на 2 патеки од различен тип, а заинтересираните надпреварувачи веќе можат да се пријавуваат. Во Виница започнаа подготовките за организирање на планинската трка Чупино трейл. Виничани за прв пат ќе бидат домакини на настан во планинско трчање, што ќе се одржи на 2 патеки со различни должини на падините на Плачковица. Заинтересираните кандидати за учество на оваа планинска трка можат да се пријават на веб-сајтот chupinotrail.com.mk, каде можат да ги добијат и дополнителните информации за трката и условите за учество на истата. Должината на првата патека е 13 км со надморска висинска разлика од 800 метри. Истата ќе стартува од градскиот парк во Виница, до раскрсницата за селото Липец, па продолжува до чешмата Бумбарска. Од тука надпреварувачите ќе се упатат кон селото Градец, па преку Шипоко и Виничко Кале ќе финишираат повторно во градот. Поголемиот планински предизвик е втората патека на планинската трка, која е со должина од 30 км со 1800 метри висинска разлика. Патеката минува низ селото Липец и Блатец, а потоа има стрмно искачување до врвот Чупино брдо со надморска висина од 1725 метри. Трката е предвидено да се одржи на почетокот на септември, а организаторот е Сдруженијето Running Squad со поддршка од општина Виница и локалните компании. При крајот на овие вести минути за спортот. На спортскиот терен во Зрновци продолжуваат надпреварите во рамки на Илинденските спортски игри. За викендов се предвидени 5 надпревари, пошто ќе бидат познати екипите кои ќе настапат во осмина финалето на турнирот. Продолжуваат надпреварите во мал фудбал во рамки на Илинденските спортски игри во Зрновци. На надпреварите кои се одиграа во четвртокот силите ги одмерија екипите на Теранци со Ината. Надпреварот заврши со убедлива победа од 6:2 во корист на екипата на Ината. На вториот дуел пак се сретна екипите на Видовиште со тимот на Велјан. Во овој дуел поголеми спортски квалитети покажаа играчите од екипата на Велјан, кои го совладаа тимот на Видовиште со резултатот 3:2. Викендов на спортскиот терен во Зрновци ќе се одиграат 5 надпревари. В сабота од 19 часот и 30 минути ќе се соочат екипите на Ината со Младинци. 1 час подоцна според распоредот ќе се одигра и надпреварот помеѓу екипите на Фабијан и Грдовци. За внедела се предвидени 3 надпревари. Од 19 часот ќе се сретнат екипите на Меджик со Екстра Фунги.
Од 20, односно 21 часот ќе се одиграат и надпреварите помеѓу Дени 93 и Младост Тодоризари, како и Ротом со Велјан. Со надпреварите в недела завршуваат дуелите во групната фаза. В понеделник екипите имаат слободен ден, а турнирот ќе продолжи во вторник со осмина финалните надпревари, каде меѓусебно ќе се вкрстат прво и второ пласираните екипи од 4 надпреварувачки групи. Финалето на турнирот е закажано за 29 јули. Тоа беше прегледот на содржините за овие вести на Канал 8. Благодарам за вниманието и пријатно.